Фабриката за афери имала администраторски пристап до некои портали блиски до СДСМ, преку кои во изминатиот период се пласираа низа невистини во јавноста. Сите од извори во истрагата дознава дека во компјутерите на осомничените во фабриката за афери на СДСМ биле пронајдени и текстови подготвени за објавување на порталите под контрола на опозицијата. Истите извори велат дека постојат индиции дека во неколку случаи на еден новинар кој се бара по потерница за сериозно кривично дело му биле давани пари во кеш за да се потпише под текстовите со невистинита содржина. Фабриката за афери на СДСМ функционирала на тој начин што во печатницата која ја откри полицијата се фалсификувале документи, а потоа им се делеле на новинари блиски до опозицијата за да ги објават во јавност. Истрагата откри дека на таков начин биле објавени и аферите на весникот Фокус за фалсификуваните лични карти и пасоши, но се уште не се знае дали новинарите на весникот биле соучесници или жртви на фабриката на СДСМ. Еден од документите кој бил подготвен за објавување и пратен до медиумите на СДСМ бил и фалсификуван извод од наводна банкарска трансакција кој требало да покаже дека екс-шефот на ДБК Сашо Мијалков направил трансфер од над 50 милиони евра. СДСМ не ја демантира поврзаноста со осомничените кои се дел од фабриката за афери. Лидерот на партијата во интервју потврди дека имал редовни средби со првоосомничениот Бекири. Тој е член на СДСМ и тој е сликан во канцеларијата моја во која што работам. Нема бегање од таа работа, некој се плаши. Јас се гледам со сите луѓе кои што барат. Дека станува збор за истакнат член на СДСМ говори и податокот што сопругата на Бекири била вработена во Паркинзи општина Центар, која според составот на вработените функционира како партиска испостава на СДСМ. Со ова јавно предпријатие раководи Саша Богдановиќ, кој истовремено е и председател на општинската организација на СДСМ во Скопски Центар. Извори на Сител не исклучуваат можноста и Богдановиќ да бил инволвиран во целата афера. Но за тоа, како што велат, треба да се почека комплетната проверка на обемниот доказен материјал. Она што се знае од досега проверениот материјал е дека има голем број на снимени телефонски разговори од македонски политичари, бизнисмени и лица кои значат нешто во општествениот живот. Предпоставките се дека со овие снимки фабриката за афери и сите луѓе вмешани во неа планирале да тргуваат, односно да вршат уцени и да изнудуваат пари. Заев неколку пати се појави во јавноста, но не даде конкретен одговор дали и зошто му ги дал незаконските снимки на Захир Бекири, ниту дали осомничените му се јавиле додека полицијата ја спроведувала истрагата. Истото се обидовме да го прашаме и денеска, но тој побегна од новинарските прашања. Има прилика. Пред некој ден дава прашање. Експертите велат дека во периодот што следи Заев се повеќе ќе бега од новинарите и јавноста, бидејќи полека но сигурно почнува комплетното демаскирање на неговото деструктивно сценарио. Тие коментираат дека токму затоа лидерот на СДСМ бега и од сослушувањето во анкетната комисија, каде ќе мора да одговори за вмешаноста во сериозен криминал, како и за тоа со каква цел ги предал прислушуваните разговори на лица од криминалното подземје. Меѓу осомничените задолжени овие материјали да се најдат во јавноста кога СДСМ ќе смета дека за тоа има потреба и Аднан Сума, кој важи за близок пријател со техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Сума и на Фејсбук напиша дека имал чести средби со Спасовски, за кој вели дека е прекрасен човек. Инаку Аднан Сума е лице кој е добро познато на македонската полиција. Против него во 19 наврати се поднесувани кривични пријави за најтешки дела, меѓу кои пријава за убиство во 80-тите, разбојништво, тешки кражби, насилство, обљуба и противправен блуд. Во криминалните кругови Сума важи за познат фалсификатор, а полицијата го пријавувала во повеќе наврати за неколку кривични дела поврзани со фалсификување патни исправи за мигранти и изработка на фалс Шенген визи.